Ви благодарам што на ГСН организацијата што не покани да учествуваме на овој настан, секако и до директорката Слава Тилданович. Овој настан е посветен на ГСН стандардите кои имаат огромно влијание врз работењето на нашата компанија и врз креирањето на тие производите кои што се денес на тема на презентацијата. Јас во моментов се наоѓам во Чапакуа, тоа е малку на север од Њујорк и тука сум за Thanksgiving, заедно со мојот син, во едно прекрасно семејство америчко. Сигма СВ е активна членка на Г7 што во 2011 година, формирана е 1995 година, пред скоро 25 години, значи во февруари 25 години, со единствена цел и мисија што самиот почеток. Тоа е да направиме информатичната технологија полесно достапна и потреблива за сите наши клиенти, а со тоа да им помогнеме да станат многу успешни во работењето, да поедноставиме нивниот бизнис. Ние работиме решенија за производство на продажба, дистрибуција, градежништво, транспорт и тоа се генерални решенија кои што се во тие области, но покрај нив имаме и специализирани решенија како што е решенија за ЕИ и решенија за ВМС, дуплове МС, Warehouse Management System, кои се изработени во соработка со ГСН Македонија и користат комплетно стандардите кои се овозможени од ГСН организацијата. Без нив тие решенија воопшто не би постојали. Сигма СВ учествува во проектите на ГСН активно, одржани се повеќе едукативни семинари во областта на следливост и безбедноста на храна заедно со ГСН. Направивме многу убав интересен пилот проект за Датавар, кој што исто така го презентиравме и во Брисел на годишна конференција на ГСН. Иницијативата за имплементација на електронска фактура беше потекна инициирана од страна на ГСН, имаше една работна група која се занимаваше со таа активност и се уште мислам дека тоа треба да биде реализирано. Од друга страна, Сигма СВ ултимативно ги имплементира ГСН стандардите во сите своји софтверски решенија, но имаме две решенија кои што ги користат интензивно тие стандарди. Тоа се ГСН 128 баркодовите со целосна употреба на application identifiers кои што обезбедуваат складирање на многу информации од различен тип во еден единствен баркод. Тоа е основа на движењето на целата логистика. Баркодовите се всушност целото логистичко функционирање на компаниите во дистрибутивниот систем и производните компании, како што спомна господин Никола од Околит, баркодовите обезбедуваат да информациите лесно бидат достапни. Понатаму се користат ГСН, N13 и N8 спецификациите. Интензивно и единствено ја користиме ГСН XML EDI спецификациите за структура за EDI пораките, всушност нашиот EDI систем функционира базирано на XML стандардите. Понатаму исто така се користат и RFID стандардите, кои што се уште нема голема практична примена направено кај нас, но иднината ќе си го каже своето. Во рамките на апликациите кои што се изработени од страна на Сигма СВ се користат идентификацијски ключеви кои што се на ГСН, тоа е Global Location Number, GLN, за означување на локациите, односно објектите на трговците. Тоа е единствена идентификација во цел свет, така да пораките можат да стигнат од било која компанија, до друга компанија, единствено само преку овој GLN. Тоа е на друг начин кажано адреса на објектот. Global Trade Item Number
популарно е EAN13, односно баркод. Тоа е онај баркод што бива на сите производи и уште еден идентификатор, тоа е Serial Container Code SSCC, кој што е основа за логистичкиот бизнис. Значи, палетите се означуваат со SSCC и обезбедуваме движење на целиот логистички систем преку овој SSCC. Денес ќе ги презентирам две решенија кои имаме направено кои се базираат на GSM стандардите, тоа е SSRE, Electronic Data Interchange, услуга со која што се обезбедува електронска размена на документи помеѓу компании, меѓу купувачи и добавувачи. Од десната страна гледате сајтовите, микросајтовите за овие два производи. Слободно може да ги посетите, там има допълнителни информации и доколку нешто да интересира во врска со овие производи, имате контакти таму и можете да ни контактирате. Ние со задоволство ќе одговориме на сите прашања. Второто решение што ќе презентираме е SSL VMS, Warehouse Management System, кое што е решение за управување со магазините и компаниите кои што имаат собствени магазини преку ова решение обезбедуваат големи заштеди и ја зголемуваат ефикасноста во работењето. Како што спомнав, двата системи ги користат интензивно GSM стандардите и не би постојали ако ги немаше GSM стандардите. Што е едни електронски размена на податоци с бизнес стандарти според GSM и методи за комуникација помеѓу компјутерски системи преку кои се разменуваат делови податоци. Значи, документи како што нарачни, испратници, фактури, извештаи за залика и така натаму, помеѓу компании, трговски партнери кои што соработуваат меѓу себе во стандартизиран формат разбери за компјутерските системи. Овој формат не е верен, не е нешто што е десно мисливо за human readable, што не користиме терминологијата во нашето работење, туку е формат кој што компјутерите лесно го разбираат. Со овие стандарди, секоја компанија може да комуницира по електронски пат со било која друга компанија, бидејќи сите компании во овој случај зборуваат на исти или јазик. Единствен концептот користи повеќе различни стандарди, исто така и EAN е дел од тие стандарди, кои што исто така GSM го стандартизира и дава своји спецификации, но има и други. Ние се одлучивме за GSM XML, бидејќи стандардот сам по себе е многу напреден и нуди идни проширување на системот, како што е пренос на PDF файлови кои што имаат на електронски подпис, кои што дефинитивно ќе биде многу интересно во наредниот период кога треба да се дигитализираат и фактурите. Каде се користи ЕДИ? Буквално сега, каде што има потреба за размена на информации помеѓу две страни. Значи во fast moving consumer goods индустријата, во фармацијата, во хорека, логистичките компании, градежништвото, мода и спортска опрема, банкарство, значи сите овие бизнеси, маркети, ресторани, продавници, производители, дистрибутери, сметоводствени сервиси, каде не. Нема ограничување и тоа е во експансија. Ево како изгледа се тоа, односно кои пораки се пренесуваат преку ЕДИ. GSM го користи терминот Order to Cash процес, кој што обезбедува размена на информации меѓу партнерите на некои си онапред пропишан начин. Од левата страна се наоѓа купувачот, од десната е продавачот. Процесот се инициира откако двете страни ќе ги усогласат своите матични податоци. Коријанчо Милт многу добро знае што значи тоа синхронизирање на тие податоци и колку време им одзема, но после тоа ефектот е многу краток. Процесот се инициира од страна на купувачот,
Значи, купувачот инициира нарачка, која што во традиционален начин на работа се пренесува преку мејл или се печати или се усно се кажува на комерцијалистот кој што доаѓа во маркетот да ја прави нарачката. Во овој случај таа нарачка го напушта комјутерскиот систем на купувачот преку еден системот и директно стигнува кај продавачот и системот кај продавачот ќе декодира таа нарачка и ја претвара во читлив документ, исто како да го внеде на рака во или преку рачните критерии. Врз база на таа нарачка продавачот креира одговор на нарачка, каде што меморира купувачот ја се приме вашата нарачка, но исто така и дава информации дополнителни дека залихата која што производите кои што се побарани со нарачката ќе имат залиха и ќе бидат испорачани. Доколку нешто недостатствено на залиха, тие можат да бидат благовремено информирани, така да може да постои алтернативно решение за тие производи кои што не се достапни на залиха. Понатаму продавачот откако ќе ја подготви нарачката, кога сето тоа ќе биде подготвено, со самиот факт дека тие веќе ја затворите нарачката и таа веќе на палета, и преминуваат стратница која што испраќа од купувачот, каде што купувачот е информиран што ќе стигне во пратката која што ќе дојде во наредниот период. Врз база на таа стратница купувачот може да направи контрола, физичко брање на стоките, врз база на стратницата и да утврди евентуални разлики. Во овој момент се добива многу голема предност дека дали реално постои разлика меѓу документот и реално испорачањето на стока, така да на лице место се утврдуваат кусоци и вишоци при испораката. Ова елиминира правење на повратници, правење на допълнителни и праќање на стоки назад на добавувачот, бидејќи тие не биле според нарачката и така натаму. Врз база на направената прием на стоки, купувачот испраќа до добавувачот документ за прием, во кој што ги наредува количините кои што се реализирани и системот на добавувачот автоматски креира фактура, што испраќа на купувачот, а таа фактура назад се враќа назад како конфирмација кон добавувачот дека таа фактура е веќе прекнижена и дека салдото е соодветно апдейтирано, ажурирано, што значи дека финансиските картици помеѓу двете компании се усогласени. Јас овој процес го објаснив на оваа слика. Еве бенефитите од користењето на ЕВИ. Значи, имаме намалување на трошоци за обработка на податоците, намалување на времето за обработка и на достава на документи. Ова се случува готово моментално во реално време, односно патувањето на документите од една до другата страна се одвива во рамките на неколку минути. Намалувањето на субјективните грешки при обработката, ферментацијата на шифри или някои речени додека се земаат нарачките или кога се прави прием и така натаму, тоа е максимално елиминирано во овој процес, а самите знаете колку значи да се отстрани една грешка во системот кога се обработуваат влезни или излезни документи. Сето тоа предизвикува зголемена продажба и број на порачки, односно насловување на процесот и корисниците на ЕВИ стануваат поатрактивни партнери за нивните трговски партнери, дали се добавувачи и купувачи. Со тоа се прави оптимизација на работното време, односно се ослободува време кај операторите да прават други функции, други активности, не да се занимаваат со рутински активности, како што се внесување на документи и контрола на податоци. А сето тоа е возможно со минимална инвестиција. Цената на целиот овој систем се враќа уште во првиот месец од користењето. Значи, повторно имаме одредени се бенефитите, се скратува времето за трилење на нарачки, постои архивиран документ кој што е нешто што е веќе напредна, ЕВИ го овозможува
како систем да може да се прави трекинг на активностите кои што се случиле, кога е испратена нарачката, од колку часот, кога е добиен одговор на нарачка и така натаму. Врз база на ова може да се прават статистики, односно мерење на перформанси на купувачите и добавувачите. Одговорот на нарачка е многу битна работа, бидејќи купувачот знае дека неговата нарачка е стигната до бидејќи неговата нарачка е стигната до него и Александър ме напоменува дека треба да одиме побрзо со презентацијата. Бенефитите се многу кратки. Хајде да се префрлиме на... Значи, е присутен на пазарот од 2014 година, кога Љубомир Цоренков и Беро Маркетите прифатиле да имплементират ЕНИФ. Во ноември 2014 беше по функција, 2017 се појави по Косово и денес имаме веќе повеќе од 20 компании кои што разменуваат повеќе од 3000 документи дневно. Повеќе детали за сепа ова на ЕНИМАК. ЕНИ кај вас може многу лесно да биде имплементиран, доколку вие се убедите дека тоа ќе биде добра работа за вас и ние сме тука да го помогнеме целиот овој процес. ВМС. За ВМС господин Никола од Алполит спомна многу предности кои се, јас нема да се задржам со цета таа работа, но што е ВМС? ВМС е збир на софтверски апликации, опрема, процедури за работа, стандарди и најдобри пракси кои го поддржуваат секојдневните активности на магазинот со цел зголемување на ефикасноста на работењето. Што значи? Преку имплементација на ВМС вие можете да претворите магазинот во профитен центар, не да биде трошовен центар, него профитен центар, што значи на него можете и да заработувате со зголемувањето на неговата ефикасност. Каде се користи? Се користи буквално секаде каде што има залих. Во производство, дистрибуција, малопродажба, логистика, односно секаде каде што се работи со храна, јаблаци, лекови, електроника, мебел, земјоделие, автомобилска индустрија и понатаму. Една практична примена на ВМС, Ана ќе се препознае на сликата, ќе видите Ана попресно. Процесот во ВМС вклучува прием на стоки со идентификација и нивно значување. Овде морам да напоменам дека КЕ7 ја врши основната работа, најбазичната работа, најкритичната функција е означувањето на артиклите и обезбедување на нивно подост на идентификација и користење на таа идентификација во целиот процес на работа низ магазинот. Следната функција е сместувањето во магазинот, дополнување на пикинг локации според FIFO метод што обезбедува, значи првиот рок што истекува да биде прв испорачен кон клиентите, но овде има и дополнителни напредни функции, ако се одредени клиенти кои што се во ланецот на дистрибуција повторно се занимаваат со голема продажба, кај нив рокот на траење мора да биде подолг, па системот обезбедува да за нив се издадат точно специфицирани рокови на траење и така натаму. Процесот на пикирање овде крајно е симплифициран. Луѓето кои што работат на пикирање може многу брзо и едноставно да бидат обучени да започнат со работа. Искораката на производите е организирана според интеграцијата со транспорт менеджмент системот. Морам да напоменам дека главните функции кои што првичните бенефити кои што треба да се искористат од ВМС-от е контрола за неиспорака, односно точноста на физички преминатите стоки врз во однос на документите кои што ги се последува со нив, за да не се случи разлика при испораката кај купувачите. И втората процедура, која што исто така е значајна, е правењето на попис. Имаме случај каде што пред имплементација на ВМС пописот траеше
24 часа од 3 екипи за попис, ние го следовме сето тоа на 6 часа со 2 екипи на попис. И точност на пописот беше максимално современа, односно 100%, кој што е исто така еден од огромните бенефити. Процедурата за враќање на стоки преку БМС исто така е многу добро обезбедена, така што стоките точно се идентификуваат, дали се испорачани со од наша страна или од некој друг добавувач, дали стоките се во добра состојба и така натаму. Значи, бенефитите се обезбедуваат точна состојба на залихите, што е најбитната работа за магазинот, ќе елиминира грешките при манипулацијата на стоките. Значи, нема погрешни испорачани артикли и погрешни количини, скратува времето за попис, скратува време за одлука на работените, обезбедува следливост според рок на трајање, датум на производство или серијски број, каде што следливоста многу подетално беше објаснета од господин Никола Димовски. Бенефитите се исто така се елиминираат со проблемите со стоки со поминат рок. Всушност и нема побитоци со поминат рок, бидејќи системот навремено информира дека некој рок ќе биде поминат по скоро време и овозможува детална анализа на активностите во магазинот, односно се утврдат перформансите на работените на магазинот, искористеноста на ресурсите и така натаму. ВМС ние го започнавме во 2010 година со дистрибутерот на Несле во Косово. Скористам прилика дека Несле нас ни даде доста голем инпут за да го создадеме овој систем. Прва за комплетна имплементација беше во 2012. Во 2014 направивме комплексна имплементација со интеграција со ДМС, можам да кажам дека тоа е во ПКБ Скопје, каде што направивме доста голем исчекор во автоматизацијата на процесите во БМС. Во април 2017 година направивме прва имплементација кај корисник од 3PL секторот, тоа е дистрибутер кој што врши услужно складирање на стоки и дистрибуција. Тоа е Кленбергер, покасно ќе видите презентацијата на Ана. И како може БМС да стигне слично кај вас, слично како и претходно, верете се дека има за БМС. Јас лесно сам ги послушам бенефитите, но секој вас може да се пронајде себе се таму. Доколку не се пронајдете во тие бенефити, немој да ги имплементирате БМС, бидејќи тоа е тешка и многотрпна процедура, бара многу посветеност и внимание. Побарате предлог решение за вашиот бизнис од нас, а ние ќе изработиме цела останата работа, односно од концепт и идеално решение, кога тоа решение ќе го намалиме во можноста за имплементација, набавка и инсталација на целата опрема, имплементација и окупка на целиот персонал за користење на системот и понатаму поддршка за користење кога ќе биде по лайф. Посетете ја страницата bms.mk за подетални информации. Ако имате прашања, можам да одговорам, а ако не,